Општина Кочани во соработка со локални институции и граѓански здруженија денеска го одбележа 3 декември, денот на лицата со попреченост. По тој повод во библиотеката Искра беа доделени подароци на децата со попреченост, кои се членови на спортската асоциација Бочија, клуб Зоја од Кочани. Значи, оваа година поддршката ја даваме токму и до Здруженијето Зоја, бидејќи тоа континуирано веќе 2 години работи со лицата од 2 или поправете ме ако грешам. Значи, работи со лицата со попреченост на рекреативно-спортски активности. Тука се ангажирани и наставници од Основното училиште Никола Карев. Значи, тие со својот ентузијазам, волонтерски работат а тоа е нешто што и како е потребно на лицата со попреченост. Тие успеа да анимираат десетина деца и да ги вклучат едноставно во спортски активности, бидејќи ние сите што сме на страна мислиме дека тоа е нормално за сите, меѓутоа за нив е тешко да се вклучат самите, значи мора да биде тоа во некоја организирана форма. Тоа го направи Здруженијето Зоја, а ние оваа година ги ставивме во програмата за социјална, детска и здравствена заштита со наша поддршка финансиска, како и во програмата за спорт. Па секое друго здружение кое што ќе изрази желба да вклучи некаде лица, деца со попреченост, значи ние сме подготвени да ги вклучиме. Од Здруженијето Зоја изразија благодарност за поддршката во нивното работење и за вниманието што им се дава на лицата со попреченост. Здруженијето Зоја работи веќе 3-та година поред. Почнавме волонтерски во просториите во салата на Никола Карев, благодарение на директорот Александар Андов ни даде термин и така од ден на ден ние правевме активности спортски, ги проширивме активностите, сега имаме во план и некои други активности, имаме поддршка веќе и од општината, од библиотека Искра, Ротари клуб само иницијативно се јавија за соработка и се надеваме дека во иднина ќе оствариме многу соработки, се со цел да ги инклузираме овие деца, односно лица во секојдневието, да тие се чувствуваат пријатно во градот Кочани и во секоја прилика да се сетиме на нив, да им го олесниме животот и да се чувствуваат корисни во општеството. Во рамки на настанот, ученици од Основното училиште Никола Карев од Кочани под менторство на наставничката Анкица Манасиевска прикажаат драматизација од книгата за деца Непослушната свиленка од авторката Ана Дедова. Исто така на Средното општинско училиште Гошо Викентиев му беше доделен вредносен ваучер од собраните средства од минатогодишната хуманитарна акција за набавка на помагало со кое учениците со посебни потреби полесно ќе се движат по скалите во ово училиште. Градоначалникот Папазов и представници од локалната самоуправа го посетија и дневниот центар за лица со попреченост во Кочани. При тоа остварија средба со децата со интелектуална попреченост што се згрижени во овој центар. Во Основното училиште Малина Попиванова е остварена посета на специјалната паралелка, а на учениците со попреченост им беа доделени материјали за работа и подароци.